Тейлор Свифт конечно ја заврши својата турнеја Ерас и му даде парична награда на својот тим. Имено поп звездата на целиот тим на Ерас турнејата му додели бонус од $197 милиони, што е дарежлива, но заслужена награда за тимот. Свифт ја заврши својата исклучително успешна турнеја на 8 декември во Ванкувер. Имајќи предвид дека турнејата Ерас генерира заработка од милиарди, овој бонус не е огромно изненадување. Ова ги вклучува луѓето зад осветлувањето, звукот, робата, продукцијскиот персонал и асистентите, техничарите за инструменти, танчерите и бендот. Свифт исто така ги наградила возачите на камионите, угостителите, столарите, тимот за обезбедување, кореографите, глам тимот и другите членови на нејзината екипа. Турнејата Ерас означи значајна пресвртница во кариерата на Свифт. Започна во март 2023 година во Аризона и емотивно заврши во Ванкувер, Канада во декември. Саша очигледно внимателно ги следел случувањата во студиото и меѓу жирито. Познато е дека Саша Попович поради здравствените проблеми отсуствува од снимањето на емисиите над звездите на Гранд, а досега не се појавил во ова најнова сезона. Сепак преседан се случи во последното шоу кога тој се приклучи на програмата во живо преку видеоповик. Во еден момент Воја Неделјковиќ го прекина коментирањето на жирито кој беше на телефон со Саша, а Попович во таа прилика го поздрави жирито. И ние тебе салем, чао мајсторен, дојди кај нас што побрзо. Се радуваат членовите на жирито, но и сите во студиото. Бидејќи во студиото е се понапнато, некој ги допира и зидовите кои се меѓу нив, а Марија порача да остане вака и ништо да не се менува, со што Саша се согласи. Пред дождот е културно наследство што режисерот Милчо Манчевски и го подарува на Македонија. По повод 30 годишнината од премиерата на овој светски признат филм, вчера во Македонската филхармонија во Скопје се одржа златна гала премиера на реставрираната копија. На средбата со медиумите присуствуваа значајни имиња од екипата како што се актерот Раде Шарбиџија, дизајнерот на продукција и добитник на Оскар Дейвид Манс, директорот на фотографија Мануел Терен, монтажирот Николас Гастер, како и дел од македонската екипа Петар Мирчевски, Силвија Стојановска, Сузана Каранџиска, Катерина Куцевска, Златко Оригјански и самиот режисер Милчо Манчевски. Театар Провокација по повод 6 години од формирањето на театарот ќе имаат премиерна изведба на представата Змија на штркови во МКЦ Скопје денеска со почеток од 20 часот. Во овие години Театар Провокација ги реализираше следниве представи. Представи за возрастни, Првин ке ме земеш, после ке ме Скандал, Ожени ме, Разведи ме, Пациенти, Земја на штркови, како и представите за деца, Веселие од Дедо Мраз, како ли да го задржам Дедо Мраз кај нас, Зеленковци, Јас сум Акико, Другарство, Штурците и Мравките, како и двата фестивала, Фестивал на Балканската независна театарска сцена Провокација и Фестивалот на дуо драма Бранко Ѓорчев Неготина. Представата која ќе биде изведена по повод роденденот на Театар Провокација, Земја на штркови, говори за големиот бран на иселување на младите луѓе од својата татковина. Оваа представа и ги следи животните разидувања на два пара во однос на иселувањето од Македонија. Едниот разделен пред 20 на години, а другиот го живее моментот на разидување од истите причини.